Јас сум Митко Костовски, селектор на најмладите македонски репрезентации, родени 99-2000 и тренер и собственик на кошаркарскиот клуб Квиско Баскет. А вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Крумислав Божиновски, тренер на кошаркарскиот клуб Томас, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Душко Јаковчевски, тренер на КК Томас Тетово, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марија Видикова Николич, тренер на кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Снежана Николовска од кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Елија Танасова, тренер во кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци. Гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Македонскиот кошаркарски шампион МЗТ Скопје Аеродром славеше на гостувањето кај Иго Кеа со 79-65 во надпревар од 22-то коло во регионалната АБА лига. Аеродромци одиграа одлично во последната четвртина, која ја добија со 27-11, каде направија пресврт и стигнаа до 11-тиот триумф сезонала. Александар Цветковиќ беше најефикасен кај металците со 13 поени, Синовец и Маринковиќ постигнаа по 10 поени, а на спротивната страна Немања Гордиќ постигна 18 коша. Предстојниот викенд кошаркарите на МЗТ Скопје ќе гостуваат кај Цибона, а до крајот на регуларниот дел ќе се сретнат со Широки и Раднички на домашен терен, како и со Црвена звезда на гости. МЗТ Скопје моментално е на 7-та позиција во АБА лигата со 11 победи и исто толку порази. Мануел Пелегрини дојде до својата прва титула со Манчестер Сити, а граѓаните по трет пат во својата историја го кренаа пехорот во англискиот Лига Куп. Сандерленд имаше одличен почеток и со голот на Борини во 10-та минута дојде до водство од 1-0, но Манчестер Сити во вториот дел успеа да го сврти надпреварот. Ситуацијата за само 2 минути беше комплетно променета во 55-та и 56-та минута. Јаја Туре и Насри постигнаа голови за пресврт и водство на Сити од 2-1. Пред самиот крај на надпреварот во 90-та минута Хесус Навас ги урна сите надржи на црните мачки и ги постави конечите 3-1, со што Манчестер Сити стигна до третата титула во ова надпреварување. Роџер Федерер последни пат се закити со титулата на АТП Мастерс турнирот што се играше во Дубај. Тој во финалето во 3 сета славеше на чехот Томаш Белдик со 3-6, 6-4 и 6-3 и стигна до својата 78 титула во кариерата. Швајцарецот претходно во Дубај триумфираше во 2003, 4, 5, 6 и 7 и 2012 година. Григор Димитров пак го победи Кевин Андерсон и дојде до титулата на турнирот во Акапулко, кој е дел од серијата 500. Дуелот помеѓу Димитров и Андерсон траеше 3 часа, а го решија нијанси бидејќи во 2 од 3 сета се играше тај брейк, а бугаринот победи со 7-6, 3-6 и 7-6. Димитров до оваа титула стигна откако ги елиминираше претходно Матошевиќ, Багдатис, Гулбис и Енди Мареј. Во NBA лигата се одиграа 7 средби синоќа. Тимот на Чикаго Булс убедливо славеше против Никси со 109-90. Петмина стартери и уште двајца резервисти на Булси имаа двоцифрен број на поени, а доминираше Ноа со својот трипл-дабл учинок, 13 поени, 12 скока и 14 асистенции. Кармело Ентони стандардно беше прв стрелец на Никси и постигна 21 поен. Тони Паркер се врати на паркетот поради повредата и го предводеше Сан Антонио до победа на Далас од 112-106 во дербито на Тексас. Паркер забележа 22 поена и 7 асистенции, а 6 играчи на Спарци имаат двоцифрен учинок. Кај Далас Новицки даде 22, а Винс Картер 21 поен. Атланта беше немокна на гостувањето во Аризона кај Феникс и загуби со 129-120. Сонцата постигнаа најмногу поени во сезоната за едно полувреме 79, дадоат 15 тројки и имаат 29 асистенции. Джерал Грин постигна 33 поени, а Горан Драгич беше стрелец на 19 коша, додека во противничкиот тим се истакна Джеф Тик со 29 поени. Индијана славеше против Јута тесно со 94-91 и ја оствари 46-та победа сезонава. Дейвид Вест беше најефикасен со 25 поени и 6 скока, а Пол Џорџ даде 22 коша и 6 скока. Кај Јута Гордан Хейворд постигна 21 поен. За вечера предвидени се 8 надпревари во NBA лигата.
Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова четврто коло во МТМ кошаркарската лига кај генерацијата 2001-2002. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.